Дневник на КТВ, 5 декември 2024. Добра вечер. Со 3 нови автометларки е збогатен возниот парк на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов присуствуваа на денешната промоција и истакнаа дека модернизацијата на ЈП Комуналец ќе продолжи во наредниот период во интерес на граѓаните. Да кратко, јас само би сакал да објаснам дека во моментот од тендерот кој што го имавме големиот за набавка на опрема, сега се пристигнати трите метларки кои што беа тендерирани. Станува збор за нови метларки од македонски производител, што е многу битно, и станува збор за метларки од среден вид кои што ние ги класифицираме за поурбани места, односно поурбани заедници и по потесни улички, да можеме да го офатиме целото подрачје на општина Кавадарци. Морам да потенцирам да кажам дека општина Кавадарци 2018 година беше првата општина надвор од град Скопје што донеси метларки за машинско чистење и пометување на улиците. Тие метларки се во функција, уште една е во функција од нив, затоа што амортизацијата кај нив е малку од поголем обем. Меѓутоа, јас сум денеска среќен и благодарен за тоа што имаме 3 нови метларки. Па ќе потенцирам од македонски производител Браковелес со Евро 6 светски стандард на емисии на загадување, со економичност максимална во делот на потрошувањето на гориво и со гаранција која што ја дава фабриката за понатамошното работење на самите метларки. Овие метларки имаат капацитет и до 20.000 метри квадратни да метат на час, така да имаат огромен капацитет. Обукта ќе се изврши од самата компанија и мислам дека нашиот пример како општина ќе го следат и другите примери општините, за тоа што македонскиот производ пресете да го претежираме. Јас можам да се заблагодарам на фирмата за тоа што дадоа екстра добри цени на самото јавно надавање на тендерската документација. Како општина знаете дека сме меѓу позагадените во делот на PM442 и БУ10. Токму ова е решението за булеварите, тротоарите и улиците со овие метларки кои што метат и имат вакуумно осисување и имат оросување со вода, да таа прашина која што имаме од сообраќајот, од движењето, од сето друго кое се наложи, да се акумулира во овие метларки и соодветно да бидат булеварите и улиците чисти. Во моментот Комуналец располага со 2 големи метларки булеварски, една средна и овие 3, значи тоа се 6 метларки на ниво на општина. Мислам дека е презадоволително и од големо значење за жителите на општина Кавадарци. Јавното предпријатие Комуналец и понатаму ќе продолжи да инвестира во нова опрема, модерна опрема и модернизирање на самото предпријатие, за тоа што ќе дадеме значење и на инфраструктурата, меѓутоа и на квалитетот на животот на граѓаните на општина Кавадарци за почисто Кавадарци, почист воздух и нормално подигање на стандардот на самата општина. Со овие метларки кои што се набавени, ова е една модернизација на целосното пометување на град Кавадарци. Се повеќе че има машинско пометување и рачното пометување нема да го изостави, меѓутоа сега буквално секоја уличка, секое место, секое село ќе биде најмалце 10 пати во месецот пометено со една од овие нови метларки. Значи пометувањето одиме со една нова современа технологија, така да се надевам дека и загадувањето нема да биде тоа што е сега и дека од еколошки аспект ќе бидеме на едно многу повисоко ниво. Ова сега, значи, како јавно предпријатие инвестираме во основни средства, во модернизација на механизацијата која што имаме. Ова е еден дел од тендерот кој што го завршивме пред одреден период. Имаме уште 2 дела од тој тендер кој што се во тек постапките за набавки. Тоа во скоро време потребно е да пристигне специјално возило мултифункционално за чистење на снег и за мулчирање. Тоа ќе се случи во наредната недела, а за 3 месеци најмногу ќе стигне уште една цистерна за перење на улиците, таа исто, значи комплет тендерот е завршен, само роковите на испорака се малце подруги.
Зимската служба го имаше првото посериозно действување за оваа сезона. Како помина работењето? Да. Овој викенд кој што помина имавме снег на повисоките места под Кожовието, така да повторно добро се снајдовме. Нашата механизација која што беше на некој начин дадена на користење од фирмата Кожовчанка, со нашите стручни служби добро се снајдоа во овој момент, ги исчистија за рекордно време сите патишта под Кожовието, исто така во сите оние подалечни села, во Мајден, во Рожден, направивме да има пристап. Мислам дека добро се снајдовме и дека сега и во наредниот период со новото возило кое што ќе стигне ќе бидеме уште повеќе опремени. Нашите машини се пласираат секаде во светот. Ние сме многу благодарни на општина Кавадарци што ни ја даде довербата да набави машини од нас и сигурни сме дека ќе оправдаме таа доверба. Посебно сме среќни што општина Кавадарци е една од оние општини која сваќаат важноста на промовирањето на домашните производи и за тоа сме многу благодарни. Нашите машини, како што реков, работат во над 50 држави на сите континенти во светот. Но продажбата во Македонија ни е особено драга. Значи ние исти вакви машини испорачавме 40 во само еден светски град оваа година, но верувајте ми, овие 3 ми се подеднакво драги како тие 40 затоа што се тука. И благодарни сме на општина Кавадарци и се надеваме дека ќе бидат задоволни од нашите производи и дека понатаму ќе имаме простор да надоградиме флотата. Хигиената и чистотата во општина Кавадарци е број 1 и нешто по што сме посебно горди како жители на општина Кавадарци и како актуелно раководство. Тоа што ме прави посебно горд е дека со ова набавка на овие 3 метларки направивме двојно добро за македонската економија. Тоа е фабриката Брако, една од најминентните македонски фирми која и tekako придонесува за економијата во нашата држава. Ја промовираме и тоа е посебна добле за нас. А второ, во однос на функционирањето на јавното предпријатие, во подобрување на хигиената и чистотата, за кое сметам дека сме безпрекорни пред се и најмалата замерка при посетата на урбаните средини беше токму во однос на хигиената. Таа беше на едно високо завидно ниво и релативно можам слободно да кажам дека ни еден граѓанин во однос на хигиената не ни спомна дека манкаме во однос на планот. Така да тој план и програма на јавното предпријатие е на едно високо ниво, како што каже и директорот во набавката на овој тендер, каде што преку Советот на општина Кавадарци се овозможи се прифати нивниот план за набавка на овие машини. Се надевам дека ќе се комплетира развојот за чисто модерно и урбано Кавадарци, за што сме посебно горди. Впрочем, инвестирањето во инфраструктура, инвестирањето во машини кои ќе овозможат подобрување на хигиената, чистотата, атмосферска фекална канализација е нешто кое е возможно и нешто кое посебно не прави горди, а воедно да не заборавиме, овие јавни предпријатија се наменети токму за нашите граѓани. Впрочем, инвестирањето во јавните предпријатија сами од себе, дали било преку земање на кредит, во инвестирање во механизација или било што, се покажа како одличен процес, односно битна е идејата, желбата со добар тим и реализацијата. Свет на скијачкиот центар во Михајлово. Поставени се 18 столбови со висина од 10 метри за осветлување со по 2 LED рефлектори од по 200 вати на ски патеката и еден столб со 4 LED рефлектори од 200 вати за осветлување на теренот. Од општина Кавадарци информираат дека во моментот се поставува ски лифтот како и останатата опрема, со што проектот е во завршна фаза и се очекува да биде отворен до крајот на овој месец. Се работи на партерно уредување на просторот кај зградите Силекс. Активноста е дел од договорот за поплочување во местна заедница Ваташа на површина од 500 метри квадратни и дел од програмата за комунална изградба за оваа година. Работите ги изведува фирмата Power Trade. Основното јавно обвинителство Кавадарци до надлежниот суд поднесе обвинителен акт за кривично дело убиство од член 123 став 2.2, а во врска со член 19 во обид и во врска со член 12 став 2 битно намалена пресметливост. Обвинетата на 10 септември годинава во семејниот дом во Кавадарци при вршење семејно насилство се обидела да ја лиши од живот сопствената мајка со која живееле во иста куќа.
Додека жртвата спиела, обвинетата со чекани ја удрила повеќе пати во главата, со што и нанела тешки телесни повреди. Потоа чеканот го фрлила во дворот на куќата и не го довршила делото. Согласно извршените вештачења е утврдено дека обидот за убиство го сторила во услови на битно намалена пресметливост, предизвикана од психички растројства, повеќе степена употреба на лекови и психоактивни супстанци. Бидејќи се уште постојат законските основи, јавниот обвинител до Основниот суд во Кавадарци достави предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетата, информираат од Јавно обвинителство Кавадарци. Продолжува акцијата "Помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме". Премиерот Христијан Мицковски на денешната пресконференција рече дека се намалуваат цените на над 600 производи за новогодишните празници. Направивме нешто што досега можеби никогаш не е направено, а тоа е дека сите заедно ние разговаравме извесен период и за време на тие разговори дојдовме до компромис во кој што сите страни се согласивме дека во периодот од 15 декември до 15 јануари цените на одредени производи, а тоа се повеќе од 600 артикли, ќе бидат намалени и брендирани како што беше до сега "Помалку трошоци, повеќе за тебе". И тоа и се грижиме. Тоа е многу важно, бидејќи на тој начин ќе можат и граѓаните сето тоа да го препознаат. Нормално ова не е направено со интервентна мерка од страна на владата, не е направено со ограничување на цените, туку е консензуално решение и поради тоа нема да има за ова казнување, се разбира, туку ќе има само мониторинг на тоа дали на сите тие производи ќе бидат залепени сите овие налепници за кои што зборуваме, за да биде визибилно за граѓаните, за да можат тие да ги препознаат овие производи. И покрај овие еден месец дена, по кој што планираме сето ова да функционира безпрекорно, ќе повторам, повеќе од 600 производи, артикли, кои што се добиени по основ на консензус помеѓу сите овие страни за кои што зборував. Очекувам и понатаму да продолжиме заеднички, да бидеме општествено одговорни во овие тешки моменти, заеднички да работиме, да помогнеме на македонските граѓани, на македонската економија, стандардот на македонските граѓани се разбира, и на тој начин да има повеќе за секого, а ние како влада да се грижиме, бидејќи тоа е многу важно, затоа што ова влада од самиот свој почеток, е веќе 6 месец од како е избрана, има за цел да се грижи за стандардот на граѓаните и на државата генерално, за да се вратиме на ние победнички патеки каде што во суштина и припаѓаме. Така што, еве јас тука да сумирам, очекувам успешна акција, се разбира, очекувам ниски цени во очи на новогодишните празници и очекувам среќни граѓани и полна трпеза за време на празниците кои што следат. Наместо неефикасни мерки со кошнички, ВМРО ДПМН да ги прифати докажаните мерки на СДСМ за цените, реагираа со соопштение од опозиционата СДСМ. Вистинската мерка која ќе донесе реална корист за граѓаните и реално ќе ги намали цените на производите е укинувањето на ДДВ на храната, предлог што го достави СДСМ. Со укинувањето на ДДВ-то на храната, реално и вистински ќе се намалат цените на повеќе од 250 категории на производи, а домакинствата ќе можат да заштедат и до 2000 денари месечно. Мерките на владата, како што е замрзнувањето на маржите, кои беа дел од така наречената есенска кошница, се покажаа како неефикасни и нема никакво влијание врз намалувањето на цените, стои меѓу другото во денешната реакција на СДСМ. Венко Филипче, кога ќе порасне, сака да биде заев, да ги преслика неговите криминали. Обвинувања изнесени на денешната пресконференција од Миле Левков од ВМРО ДПМН. Филипче не се откажува од заев, а со тоа и од криминалот со милионските тендери во РЕК, каде подизведувачи се фирми блиски до него. Дали Филипче не се откажува од криминалот во РЕК, каде преку фирмите Јавор Транс и Сим Инженеринг како подизведувачи се испумпани милиони. Со неоткажувањето од заев, Филипче не се откажува од сите криминални ликови околу него
кои на грбот на народот спечалија милиони. Со неоткажувањето од Заев, Филипче не се откажува ниту од Крмзов, кој беше фатен во даночни малверзации. Филипче, со тоа што не се откажува од Заев, не се откажува ниту од неговиот криминал со Глобал, за кој беше аболициран. Венко Филипче, неврохирургот на Заев и негов потрчко, не се откажува од Заев затоа што тој му е водич и идол. Венко Филипче, која ќе порасне, сака да биде Заев. Венко Филипче е председател на СДС со желба некогаш да има можност да ги преслика криминалите на Заев. Граѓаните таа желба нема да му ја исполнат никогаш. Пратеникот од Левица Сашко Јанчев поднесе пријава до Државната комисија за спречување на корупција против Андон Лазаров и Атанас Ризов, блиски соработници на пратеникот Јованчев, информираа преку соопштение од Левица и додаваат дека пријавените лица истовремено извршувале повеќе функции, што создавало судир на интереси и го става под сомнение кредибилитетот на јавните институции во кои се ангажирани. Првопријавениот Андон Лазаров е раководител на подружница на АД Пошта на Македонија во Кавадарци и истовремено председател на надзорен одбор во ЈП Комуналец Кавадарци, функција која е неспојива со првата. Второпријавениот Атанас Ризов ја врши функцијата раководител на подружница на АД Водостопанство Тиквеш, додека паралелно е и председател на управен одбор во ЈП Комуналец Кавадарци. Ова е директно спротивно на член 44 и член 49 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Согласно законот, ваквото кумулирање на функции е строго забрането и представува флагрантно прекршување на правниот поредок. Нашата пријава до ДКСК е заснована на цврсти докази, вклучувајќи официјални документи и изјави, кои го потврдуваат незаконското дејствување на пријавените. Стои меѓу другото во денешното соопштение од Левица. Одбележан 5 декември, светскиот ден на волонтерството. Во текот на оваа работна недела, доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски и пожарникари од територијалната противпожарна единица Кавадарци извршија едукативни предавања на ученици од Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Целта на овие едукативни предавања е подигање на свеста на учениците за причини за настанување на пожар, како и превентивни мерки за заштита од пожари, начин и употреба на противпожарни апарати и нивните технички карактеристики. Доброволното противпожарно друштво и територијалната противпожарна единица ќе продолжат со едукативни средби и со учениците од останатите основни училишта. Продолжуваме со спортот. Тиквеш забележа рутинска победа против Пролет со 23-19. Со оваа победа кавадарчани се искачија на 6-то место на табелата. Синоќ се одигра последниот надпревар од 13-тото коло во машката ракометна Суперлига. Во Кавадарци, ГРК Тиквеш го пречека секогаш незгодниот тим на Пролет. Гостите парираа во првите 10 минути кога и победоа со 3:5. Но Тиквеш со мини серија го превзеде водството, ја одржуваше разликата од 3 до 4 гола и на крај славеше заслужена победа со 23-19, полувреме 14-10. Обина со 6 погодоци беше најефикасен, а Темелковски и Кривокапич постигнаа по 5 гола. Сепак за победата голема заслуга имаат голманите. Арсич одбрани 12 удари, а Велков 2 седмерци. Со оваа победа Тиквеш се искачи на 6-та позиција на табелата, а следното 14-то коло ќе започне веќе утре и најверојатно ќе биде коло на домашните екипи. Утре во Битола Еврофарм Пелистер ќе го пречека Бисинов. Сите останати средби се играат во сабота, а апсолутни фаворити се домашните екипи. Пролет ја пречекува Струга. Вардар ќе игра со Радовиш. Охриде домакин на Прилеп. А најинтересно би требало да биде во скопската пресметка помеѓу Алкалоид и Бутел. Единствена средба во која фаворит, барем на хартија,
е гостинската екипа, е онаа во која ќе се сретнат Куманово и ГРК Тиквеш. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремен дожд кој во средината на денот ќе намали, а од крајот на денот и преку ноќта врнежи од дожд ќе има на повеќе места низ земјава. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, поизразен долж по Вардарието, температурата во интервал од 5 до 12 степени. Од недела и во деновите потоа наместа врнежите повремено ќе бидат поројни и пообилни и краткотрајно со услови за појава на грмежи. Постојната снежна покривка на помалите височини ќе се намалува. Особено во недела ќе дува засилен до силен јужен ветер над 60 км на час. На крај на дневникот ќе ви заблагодарам за довербата и вниманието и ќе ви посакам секое добро.